Почитувани гледачи, добра вечер. Неделен брифинг е повторно со вас, бидејќи е вторник, 20 часот навечер. Имавме досега две вонредни емисии, а вечерва имаме можеби првата тематска емисија. Ќе зборуваме за правна држава, ќе зборуваме за владење на законите, ќе зборуваме за правда, ќе зборуваме за слобода, дали чувството ни е партиско или не, и така натаму, а поводот ќе ни е досието 27 април, правото судење на извршителите и ова што е во тек на организаторите. Се потврди infomax.mk порталот, каде што е овој подкаст неделен брифинг, се потврдив малку јас за вечерва да донесеме еден Dream Team, едни бундеслигаши, а тоа е професорот Гордан Калајджиев, кривичар, ако не се лажам, процесно кривично право, и мојот пријател, адвокатот Дзонко Давидович. За двајцата, добро вечер. Добро вечер. Професоре, како сте? Јас сум ти пријател, да му се. Од неодамна. Да, во право сте, од неодамна. Не сближи музиката, која ми кажа дека сте љубител на джез, музиката и на рок-н-ролот, и оној ден кога се видовме, си попричавме многу и се извинувам за тоа. Бидејќи со овој апашот се знаеме неколку години, се тепавме во неколку студии, па затоа реков. Значи, го пробивме ледот, а поздрав до мојата екипа, поздрав до Александар, поздрав до Милош, поздрав до Иван, поздрав до Психо. Дали сте овде, да не сте пребегани негде, да не сте сокриени, дали сме во Македонија, да констатираме. Драго ми е, одлично. Добро, малку и да се пошегуваме, а ова вечер ќе бидеме многу сериозно. Коста Сотир вечерва нема да зборува ниту како аналитичар, па и помалку како новинар, иако сугестиите ми се многу помалку да зборувам од моите гости, се надевам дека ќе се држам до тоа. Хајде вака, да почнеме, јас се потврди вака, да донесам науката, човекот кој ги има напишано едни од најдобрите книги на процесното право, човекот кој може би е најбаран да дава анализи, кратки изјави за она што ни се случува во државата, на погледно дали се спроведуваат законите, дали сме држава каде што владе законот и така натаму, и човекот кој е инволвиран во неколку големи предмети, каде што се обвините луѓе за едно кривично дело кое Македонија ја направи светски рекордер и од старт само од едно кривично дело најпрво доби 30 терористи, потоа тие се намалија на 16, 14 беа помилувани, тоа со амнестија им се отфрли кривичното дело, и ете ке збориме дали на Македонија и требеше преку ноги да добие толку терористи. Професоре, би почнал со вас. Сите го знаеме членот 313 од Кривичниот законник на Република Македонија. За прв пат се судат
првин 30 луѓе, сега 16 луѓе се осудија, се потврди пресудата. Дали тоа што се случи, ќе биде многу директен професоре, дали тоа што се случи на 27 април е тероризам или пак нешто друго? Повелете, професор. Добро вечер. Ја не сум некој аналитичар во смисла дека сум кој што ме најавивте овака најдобар, може би сум по, да речам, одговорен од другите. Имено сметам дека за предмети за кои што постои интерес во јавноста, за дебати за кои што се водат врз ниве со правото, правната држава, дека универзитетските професори по право се повикани понекогаш и да земат учество, а и богами да објаснат за народот во смисла на овие коментари по објасници и медиуми, кои што инаку не се многу благодарни, особено знаат новинарите да ви ги спинуваат во сечење, во кратки вести. Најтешко е за ТВ Дневник да дадете изјава. Вадање од контекст. Сега дека што имате доволно време, како вечерашна емисија, тоа е по бенигно. Инаку, морам да признам дека не е благодарно да се даваат некакви сега дефинитивни судови, во смисла на тоа што јас лично, например, а бога ми, освен Давидович, мислам никој друг, тука не е бил учесник во постапка, значи не сум го следел ниту непосредно, ниту така што тој впечаток што го има судот, во суштина, во светски рамки се смета дека најмеродавен и за тоа огромна одговорност, најмеродавен за да изрече правдата е судечкиот совет, во смисла дека тие имале доволно можности да заедно со другите странки во постапката да имаат увид во сите, да речем, детали, утврдените факти, степенот во кој што тие се утврдени и носат една огромна одговорност дека степенот на докажаност на тие факти според обвинението, доколку има судителна пресуда, е на тоа ниво, со толку убедливи да може да се изречат еве тешки казни. Тоа сигурно не е лесна работа, ниту да се справите со овакви сложени предмети, ниту да се сочите, да речем, со овие казни. Неко мислам дека, кога ќе разговараме за тоа, мислам дека казните во предметот се навистина драконски. Вие ме прашавте многу директно и можеби прерано дали има тероризам. Ова дело уствари не е класичен тероризам. Ние класичниот тероризам го имаме во друга глава против јавниот ред и мир, ова се дела против државата, но е многу блиску, би рекол многу блиску до класичниот дела на тероризам, во таа смисла што се бара намера и за загрозување на уставниот поредок и се бара намера за внесување на страф и несигурност. Тоа е тероризмот од неговата појава до денес. Уствари тероризмот е еден вид она што е најтипично за него, тоа е методот преку сење на страф со насилни средства или други опасни класични овие методи подметување опасни действија, да се сеја страф. Јас не сум сигурен кога го гледате еден предмет, изгледа на прв поглед дека би било можно некој од сторителите, оние кои што се тука имаме, се разбира, од напред знаеме една плејаден на различни групи на учесници во настанот, од најобични протестанти кои што дури останале надвор до тие што влегле и особено со различни цели и идеи. Намерата е многу деликатна за докажување и би рекол најделикатна работа во кривичното право генерално. Земете го само и друг познат случај кој што се уште е актуелен, случајот Монструм. Од субјективната страна на делото, тоа која е намерата, може да биде тероризам, може да биде и дело од омраза. Јас сум поубеден и мислам дека подобра квалификација за тоа дело, од тоа што јас знам и тоа што знам, би била дело од омраза. Тоа е, значи двете дела содржат анимозитет. Тероризмот би значил дека е главна идејата за начинот на кој што се врши. У принцип, а и тоа умисла, ретко, се бара умисла. Умисла апсолутно, но тоа е ретко изолиран чин. Обично тероризмот оди со повеќе действија, со организирана група. Многу ретко имате
или би било тешко да се конструира од еден настан кој што е исцениран или кој што е резултат на некоја реакција, да го квалификувате заради насилството дека е тероризам. Да. Или па дека директно е насочен кон уставниот поредок во смисла дека се сака да се изврши преврат. Значи, кога ги гледаме делата, треба да видиме у која глава се, кои се субјективните страни, која е казната. Например, нема логика казната вооружен бунт, кој што би значил на една група луѓе да се организираат против државата и против уставниот поредок со оружје, е предвидена казна затвор од најмалку 5 години, значи од 5 до 20, а за ова дело има потешка казна. Тоа значи дека по мене не е исполнета, не е суштински исполнета обележјата на делото, затоа што ако ги гледаме казните и тоа како се предвидени во законот, очигледно е дека тука намерата е да речам трајна, издржана, со намера изразена јасно и однапред планирана. Во конкретниот случај ние не може да кажеме за огромен дел од луѓето, вклучително и полициските службеници, освен ако нема докажан специјален заговор, е тешко да се конструира намера за воопшто завршење на преврат, на некое узурпирање на власт или што ја знам, без да се има целата слика. И најголемиот проблем на ова судење е тоа што заврши судењето на оваа група пред да се судат. Тоа е следното прашање. Организаторите. Наводните организатори. Така што без да се затвори, а со оглед на тоа што велам субјективната страна, умислата, намерата и во однос на уставниот поредок рушење, и во однос на тоа дали имало намера во случајот да се страв, или едноставно секој насилство раѓа кај луѓето страв. Во овој случај стравот кој што и јас го доживав гледајќи телевизија, беше повеќе од самиот настан, така како што беше, може да се објасни ако немало намера и дека е определен инцидент, па да не речам во некоја мера и несреќен. Да. Професоре, добро, кажавте драконски, ја меѓу редови сватив дека сепак тоа не е тероризам, ја ќе бидам искрен кон вас, ќе ви кажам дека се потрудив со мала и троштина. Јас ве прашав дали е ова тероризам, а требаше да ве прашам дали е во действието на сторителите, тоест веќе осудените, дали се содржани битието, елементите на терористичко загрижување на уставниот поредок и безбедноста. Еве ќе ви кажам зошто не ве прашав за тоа. Малку истражував. Добив информација од универзитетски професор дека кога е правена последната реформа, дека само името на кривичното дело тероризам е заменето со ново име, а тоа е терористичко загрижување на уставниот поредок и безбедноста, и само казната. Тогаш било 3 години, а сега е минимум 10 години. Еве го овде се, нема да читаме вечерва, ама овде е истото битие што е за тероризамот поранешен казен на РМ 313, каде што пишува најмалку 3 години, и истиот тој текст важи и за ова кривично дело. Истражувајќи видов и дека има еден фелер во насловот е терористичко загрижување на уставниот поредок и безбедноста, а во битието на делото е загрозување на уставниот поредок или безбедноста. Едното е алтернативното, друго е кумулативно. Како експерт, дали ќе го кажете вашето мислење? Искрено да ви кажам, ако веќе човек се зафати да ги студира овие, треба да се проучат и меѓународните дефиниции. Ние класично во дело тероризам го имаме дефинирано поназад во главната против јавен ред 394, и не сум сигурен, сега искрено да ви кажам, во овие тези за тоа дека истиот член бил со исти казни. Едно е сигурно дека нешто фали во однос на односот кон другите дела. Го спомнав споредбата со вооружен бунт. Морам да признам и кога ќе го читате конкретното дело што ни е предмет за кој што дебатираме, оно и граматички има некои недоречености внатре во делото.
И за тоа и се работи на подобрување. Јас кога што време не сум член на таа група, значи јас сум експерт по постапка, морам да го кажам тоа. А не сум по така наречено материјално право, значи ретко, односно никогаш не сум учествувал практично, освен еднаш два пати кога имаше една заедничка група што ја водеше Камбовски, па подоцна повторно се поделивме на две групи за двата закона, ја го водев делот за постапка. Но знам дека колегите што работат на новиот кривичен законник имаат вложено дополнителен труд да го појаснат овој термин и мислам дека и делото ќе се сели во сосема трета глава во дела против човечноста. Значи нормално е да се следат и компаративното право, за ова има и доста меѓународна регулатива. Но она што останува на судијата и на поротата, тоа е да не се држат само до голите зборови. Да. Мора да се води сметка, велам и со односот со другите дела, каде е ставено, што се бара и која е казната. За огромен дел, значи сега тука ние морам да признам дека до сега, иако веќе имаше дури една книга од оној српскиот обавештаец, немаме некаква, нити од судењето се виде целата вистина. Да. Очекуваме повеќе од овој вториот дел некоја разврска. Така што е многу тешко да се дискутира сега за нив како за сторителите или за учесниците, како за една група со еден степен на вина или на одговорност. Значи, Ово понатот, тамошниот тек ќе дојдеме. Место на извршување, начин на извршување, од самите извршители и така натаму. Благодарам, професоре, за тешко би можело, значи не е секое насилство и особено овој дел кој што спаѓа во релативно слобода на протест, кој што понекогаш е на граница на инциденти, како што се случи и тука. Во кривичното право секогаш исто имате доволно разбирање и при одмерување на казната. И дали имате при овие дела што содржат насилство, конфликт, судир, која е улогата на другата страна? Сега, пошто ова беше политички судир и тензија која што со години се гради меѓу, да речем, левицата и десницата, додадоа, знаеме, масло и албанскиот фактор со химната, со едно друго, така што искрено ви кажам, ја не сум многу убеден во тоа која е вистинската позадина на приказната. Едно сум сигурен дека начинот на кој што беше извршено ова навистина беше грозен, но малку и наивен. И мислам дека тука некои работи ми се малку чудни, нема да кажам дека овие што беа жртви на некој начин го провоцирале тоа и го во јавноста. Јас сум сигурен дека добија огромни поени. Да. Како се однесува говорот на телото, мислам провоцираа. Благодарам за овој дел. Сигурно не оправдува. Да. Почитуван адвокате Давидовиќ, пред да ви го поставам првото прашање, да ги поздравиме вашите штитеници, вие двуца осудени, ако не се лажам, застапувавте Лазаров и Нинџа, а и сите останати за мене неправедно осудени за ова кривично дело. Давидовиќ, еден настан, едно место на извршување, различни аршини. Амнестија се употреби селективно. Дали е тоа правда? Дали е тоа правично судење? Половина добија амнестија, мислам 14 луѓе од прво обвинетите 30, 16 останаа во обвинение. Посебна приказка е каква се донесе амнестијата, секој да ја бара, а да одлучуваат суди и обвинители што никој пат не било така, амнестијата, ако е акт на собранието, се знае како се носи, помилувањето се знае председател. Ве молам за тоа прашање да се изјасните за почеток. Јас многу пати сум зборувал на оваа тема, не е прв пат. Ова судење беше многу чудно и ја покажа во целата светлина и во цела своја тежина она што постојано го тврдиме, дека еднаквост пред законите нема, дека правдата во Република Македонија е селективна и дека често пати жешкиот
Костен, од политички причини му се дава на судството и обвинителството и тука токму тука се виде конкретно дека тоа беше направено, затоа што прв пат суди и обвинители решава кој ќе може да ја добие амнестијата според законот, затоа што имаше точно одредби кои мора да ги исполнат. Па по предлог на обвинителството судот решаваше, па дури дојде во ситуација да се расправаат во самиот суд кој треба да решава. Дали е кривичниот совет, дали судијата кој го суди предметот и така натаму и така натаму. Но професорот објасни она што е од теоретска гледна точка. Јас учествував во предметот и јас многу пати кажав и ќе кажам и сега, терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста на Република Македонија во тој миг, таа вечер немаше. Согласувам со. Немаше, јас тоа го кажав и на самото судење многу пати, дадов и причини зашто го тврдам тоа, и на јавната седница пред апелациониот суд. Прво, уставниот поредок, дефиниција, ќе се согласи професорот. Тоа беше следно прашање за професорот. Точна дефиниција нема. Одиме. Но, уставниот поредокот сам означува систем на вредности, институции или поединци, кои се битни и го штитат уставниот поредок. Во тој миг, ниту еден поединец, значи личност, персонално, кадровско решение, ниту институција беа загрозени. Председателот на Републиката беше многу далеко од таму, премиерот, председателот на владата, исто беше далеко од таму, председателот на собрание, кого и да сметате во тој миг за председател на собрание, дали Талија Џафери кој беше тој ден избран, или Трајко Велјановски, и двајцата не им фалеше влакно од коси, не беа загрозени, ниту еден миг. Уставниот суд, Врховниот суд и така натаму воопшто не беа загрозени, дури ни собранието не беше загрозено, затоа што собранието не е зграда, тоа се пратеници и законодавната власт која манифестираат преку донесување на одлуки. Собранието заврши со работа, па тогаш беше упадот на луѓето. Она што мене ме загрижува, што луѓето и беа и претходно, а и сега се длабоко поделени во тој миг, она што го кажа професорот, имаше огромно влијание сето она што се случуваше на политичката сцена, каде што едноставно се случи се во ова. Кривични дела имаше таа вечер, затоа што ниту еден миг, прво немаше терористичко загрозување, затоа што ни еден миг обвинителството не успеа да ја докаже намерата и умислата да се промени уставниот поредок и се загрози безбедноста на државата. Беа и ги поделивме тој миг во предметот на неколку категории луѓето. Тука беа оние здруженија патриотски, беа полициските службеници, беа пратениците во самиот предмет. Едни со други ниту се знаеа, ниту добар дел контактираа, ниту комуницираа. Еве, ја можем конкретно за мојот клиент, за Душко Лазаров да кажем, он беше сам во оперативниот штаб на МВР, кој е надлежен, дежурен, кој е надлежен за цела територија на Република Македонија, а оперативниот штаб на СВР Скопје е задолжен за собранието. Тој човек во тој миг нема луѓе. Нема сила полициска жива која може да испрати како помош. Тоа е обврска на оперативниот штаб на СВР Скопје. Никој таму не одговараше. Да. Одговараше човекот и беше испадна дека е виновен затоа што, за разлика од сите други, дошол на работа и беше сам у оперативниот штаб. По однос на сите други, се случи еден миг пратениците да бидат амнестирани и еден друг мал дел од другите луѓе и целата вина по кој и основ? целата казна... По кој основ? Понатаму се покажа дека целта била да се добијат гласови од политички собрание. дел? Апсолутно. И Значи тоа упад во пречи, правото и има. тоа пречи. Затоа ќе зборуваме има многу работи кои можете да ги процените дека се упад во правото. И ќе зборуваме понатаму, јас многу зборував за тоа, многу пишував за тоа. Судството е исполитизирано, е заробено. Дури има и еден клиентелистички однос, но да се вратиме на предметот. Да. Дојдовме во ситуација каде што многу луѓе беа со драконски казни, со исклучително високи казни осудени.
Но за тоа време имаме па одлука на шведскиот суд, ако се сеќавате, Дејан Давидовски беше во бегство, каде што даде своја проценка на овој предмет дека не може да го екстрадира, затоа што се работи за политички обем предмет. Да. И грчкиот суд, да не забравиме. Така да, Толку ќе збориме за докази. така да ова не е... Нови докази. Да се вратам сега на ова. Кривични дела постоја. И јас се согласувам она што го кажа професорот, насилие имаше. И насилие предизвикува чувство на несигурност и страв кај јавноста. Да видиш, И немаше никаков проблем да беат осудени луѓето за насилие. На исто место, во исто време, со исти действија, луѓето беа судени за насилие, за учество во толпа, за спречување на службено лице и нормално оние што го нападна и го повредија Зијадин Село за обид за убиство во обид, така да и немаше никаков спор, јас сметам, кај луѓето, ако ги судија по исти принцип, со исти аршин, на еднаков начин, за еднакви действија кои ги сториле. Тогаш ќе немаше проблем. Но ние никогаш не ја расчистивме целокупната ситуација. Јас многу пати кажав, според доказите кои ги има во предметот, и според она што беше кажано и изјавено, по моје мислење, сметам дека структурите на УБК, не сите, не можам да кажам сите, буквално направиле парализирање на системот на МВР, за да спроведат некоја своја акција од некои нивни причини и на крај да се тргнат од местото на настанот и да настрадаат со исклучително високи казни. Доказ е радиостаницата која е најдена таму. Само едно прашање. Ајде, Александар. Сега кажавте дека структури на УБК се обиделе да го оневозможат системот на МВР во справување со овие действија. Еден од вашите клиенти на Нинџа, Александар Василевски Нинџа, е припадник на УБК, самиот тој кажа дека е припадник на УБК и самиот тој кажа дека на место дента, кога се случи на 27 април, бил ангажиран од УБК. Мислите дека и тој е вмешан во ова местење и парализирање на системот на МВР? Вака, не мислам дека е он вмешан. Затоа што би било малку нелогично да зборуваме дека УБК е вмешана, сите се вмешани, ама не и Нинџа. Не, затоа и ви кажав дека некои структури на УБК. Сакам да ви кажам зошто прво Нинџа не е припадник на УБК. Нинџа добил легитимација и користи за УБК, нешто што го прави секоја служба на државна безбедност и на Србија, имате многу примери, сите, но една реченица во неговото сведочење, сигурно сте го следеле предметот, на крај кажува Горан Груевски, кој тој меѓу висок функционер на УБК, седејќи кај Прометеј, каде што е присутен и Нинџа, му кажува на Никола Бошковски, повлечи ги нашите луѓе, кои се подкачулки од собрание, некој друг ја презема командата. Овој факт и фактот што е најдена радиостаница, која записнички утврдено е постои во предметот, која не е во системот на врски на МВР, ми дава за право ваков заклучок да извлечам. Добро. Ај вака. Александар, имаш уште сега? Не. Ај вака. Професорот и во редови меѓу редови кажа дека се сомнева дали, не употреби изразот, ама дали фактичката состојба е целосно и правилно употребена. Гледам еден дел и вие тоа го кажувате. Дали и вие мислите дека она што ви сугерира да се откажувате од дел докази, море ве казнуваат драконски вас адвокатите, дека за досието 21 април извршители фактичката состојба е нецелосна и неправилно утврдена. Меѓу другото и тоа беше предмет на жалби на сите бранители од тој предмет. Едно да знаете, тој предмет беше и по некои други работи чуден и карактеристичен. Ние почнувавме со работа во 10 часот сабајле, завршувавме во 23:30. А тоа беше дрил, ние го гледавме тоа. Никој не е во состојба со таква концентрација за ваков предмет да биде во судница толку часови и навистина она беше мачење и малтретирање, особено ако се знае крајот дека во мигот кога пресудата јавно се објави усно, ние чекавме со месеци да добиеме писмена пресуда на која можеме да се жалиме. Со месеци ја чекавме и ја навистина не знам зошто се брзаше толку.
А од кога ги дадовме жалбите и побаравме јавна седница, со месеци чекавме да се закаже јавната седница, со месеци да ја добиеме одлуката. Господин Давидович, Повелете. прашање, кој беше крунскиот доказ во оваа постапка за да се за судот да пресуди начин кој што пресуди? Добро прашање, знаете зашто? Прво, сметам дека беа снимките. Но најмногу од се, може да верувате, може не, многу пати сме разговарале на таа тема, а тоа е улогата и тежината која обвинителството за организиран криминал ја има, затоа што погледнете, ако погледнете статистички наназад, сите обвиненија кои ги покренало оделението за организиран криминал резултирале со осудителни пресуди, но најголемиот дел се од апелација или врховен суд укинати и вратени на повторно решавање. Овде мислам дека голем притисок на судот имаше самата политичка ситуација, што е недозволиво, обвинителството кое покрена, а она што е објаснето во пресудата на 1000 и нешто страни е дека најголемиот дел действијата кои се видело од снимките и сведоците кои што сведоча. По она како ми се смешкате, следното прашање најверојатно би било: а што е со исказот на Александар Василевски Нинџа? Верувајте ми, ниту еден суд, а можете да проверите од пресудата, нема да базира пресуда само на врз основа на еден исказ. Тоа одговорно ви го тврдам и можете да го проверите во пресудата. Значи, може би имал некакво влијание на пресудата. И најверојатно секој од обвинетите, давајќи, само да ви кажам, давајќи свој исказ, имал влијание на пресудата, но и тој беше осуден. Да, на помала казна, сметаше судот дека затоа што стана и ја го кажа својот удел во настаните, дека е некаква олеснителна околност. Но пресудата исклучива на негов исказ на вистина е реализирана. Што е симптоматично и проблематично. Мислам, имате многу повеќе искуство во правото од мене и јас сум правник инаку. Проблематично е тоа што при презентирање на секој нов доказ или на посериозен доказ од страна на обвинителството, при дополна на докази, се менуваше исказот на Александар Василевски Нинџа. Тоа е симптоматично. Второ, што ме упатува на тоа дека постои некаква, да речем, некаков претходен договор со обвинителството, е оно што го кажа и самиот Василевски Нинџа, го слушавме на снимка која што беше објавена на социјалните мрежи пред некој ден, во кој што самиот Василевски Нинџа вели: јас се договорив со Рускаска на 5-6 години, и така и беше. Осуден на 6, односно на 7, па апелација намали на 6. Од тука влечам заклучок дека постои нешто симптоматично и дека постои некаква спрега помеѓу обвинителството и обвинетиот Александар Василевски Нинџа. Зашто Александар Василевски Нинџа би добил 6 години или 7, а јас ги присуствував на рочиштата, на кои што се гледаат снимки како се делат качулки, како се организираат луѓе, како се испраќаат, на кои што се гледа Александар Василевски Нинџа. Има претходно снимки во кафулиња, каде се организираат, од каде тргаат и слично. Во таква ситуација би требало да биде најмалку, мислам, најмалку казнет, како, нема да коментирам како судот донел одлука, но, според мене, најмалку би требало да биде висена на казна како Митко Чавков, кој што пак во случајов има дискреционо право да одлучи колкава полициска сила ќе испрати на терен. Од тој аспект. Вака, многу работи кажавте, но прво, легитимно право на судот е како ќе го смета исказот на обвинетиот и каква казна, и дали ќе го земе тоа како олеснителна околност, но јас кажавте нови докази кога ги употребеше обвинителството, секој пат се менјавал исказот на Александар Василевски Нинџа. Ја не знам на кои докази мислите, би сакал да ми кажете, за да можам да ви одговорам, пошто ако сте го следеле судењето, а сте го следеле, ништо спектакуларно немаше во исказот на Александар Василевски Нинџа. Значи, не кажа он ни еден миг, овие се договорија да преземат такви действија, овие, освен што зборуваше за Горан Грујовски и Никола Бошковски, каде што кажа да јас бев испратен да ја следам ситуацијата и зборува за самите настани пред
27 каде што патриотските здруженија имале состаноци и имале... Токму тоа сам да кажам, Така е. дека тоа кажува. Да. Дека тие се договориле, дека имало претходен Да, план, но никош не кажал да влезат во собрание и да направат насилие. дека имало план да се случи нешто. Нешто големо се случува, тоа упатува на... Не, ама тоа упатува, али никаде во неговиот исказ нема дека се договориле да го нападнат собрание или да нападнат било што друго. Така да тоа можеме да го претпоставуваме, но таков исказ негов нема. И јас ви тврдам дека пресудата на неговиот исказ не е базирана и ви тврдам дека наместо нормално дежурен виновник ја сваќам. Мора да има и политичките партии секој пат. Не е баш така. Тоа и го прават. Но Да. тоа е мое мислење. Но Довидувајќи. сметам дека обвинителството Да. пред се треба да биде во жижа на сево ова, Да. затоа што прво квалификацијата не е во ред. Да. Ај вака, малку ќе ве одмориме. Ајде. Едно е сигурно, ја би дополнил Поверете, на, професор. на интервенцијата. Да. Правниот поредок допушта, значи не е спорно дека со цел да се докаже вината, особено на покрупните риби, би рекол, или ако се работи особено за сторничко здружување од било кој вид. Законот предвидува, па дури неформално порано беше возможно и не беше спротивно на правото, ако некој од сведоците соработува, како соработник на правда, не само да биде полесно осуден, туку има дури можности, ако даде значителен придонес во осуда, да речеме во случај на наркомафија и слично за поголемите риби, може да добие на некој начин тој тип награда и тоа се смета за окей, не е јасно дека можеби во дадениот случај некој што учествувал, меѓутоа он прави нешто што придонесува за правдата во некоја поширока смисла, да се осудат, да речем, главните сторители, организаторите, и тоа за возрат на тоа добива некаква привилегија и тоа е допуштено во правото. Професоре, во случајот не е сведок. Во случајот е обвинет во бегство, па по известно време се пријавува, па дава една изјава, па дава друга изјава, од втората, дозволете, и од третата направи коперникарски пресврт и создадува втор предмет. Тоа е друга приказна. Втор предмет создадува. Не се работи ни за тоа, значи никој не го поттикнува, ниту го одобрува фактот некој лажно да сведочи или да ги обвини другите да се спаси себе. Тоа е нешто друго. Во тој. Обвинетите исто даваат искази со со кои што де факто се они сведоци спрема другите сообвинети. Значи нивните искази се дел од материјалот спрема другите сообвинети. Тие практично, ако не се формално сведоци, во однос на другите се еден вид сведоци. И така и се сослушуваат во крстено испрашување. Токму на тоа, професоре, во таа насока ми беше и прашањето, но и коментарот околу соработката помеѓу обвинителството и обвинетиот Александар Василевски Нинџа, кој што во таа ситуација, барем според исказите и според динамиката на менување на искази, 4 пати сменет, еден непријавен, а ако сакате ќе ви дадам копија од првиот кога е уапсен тој исказ, да го прочитате. Токму тоа го зборувам, за да се спаси себе си или да добие помала казна, дал исказ или упатил на докази кои што ми помогнале на обвинителот да го подкрепи својот обвинителен акт. Но тоа е тоа што го зборуваме. Дали вината, вистинската вина за оној кој што организирал, упаднал во систем на УБК, како што сами кажавте, делел качулки, бил клучен дел од овој настан, би требало да добие ваква казна, а другите добиваат 18, 20, 17 години. Јас ви кажав, тоа е легитимно право на судот, а и професорот ви кажа, зависно колку обвинетиот, не само сведоци. Да, ние бараме баш по можност да дојдеме до искази на тие што се директни ќе помогне на правдата за да се утврди вистинската состојба на работите. Обвинителството, односно судот, има право на вакво нешто и може да го смета. Друго прашање, она што го каже професорот, дали сето тоа и на кој начин треба да се спроведе, дали и колку треба да се намали казната, тоа е веќе проценка на судот. Така да... Но баш заради исказот, ќе продолжам, мислите дека исказот е реален и ќе помогне на правдата? Вака, тој идеално... 4 или 5 искази вака, сменети.
тој дел вака. Тој дел на вистина не можам да го коментирам не од друга причина. Јас не сум бил присутен таму кога тоа се случувало, а јас на мојот клиент како адвокат морам да му верувам. Но ја не ја утврдувам вистината. Ниту обвинетиот давајќи свој исказ ја утврдува вистината. Судот е тој кој ќе утврди вистината врз основа на сите искази на обвинети, сите искази на сведоците и материјалните докази. Така да ви тврдам дека само овој исказ, без оглед што е неколку пати и тоа да го дозволиме во делови менуван, не влијаел исклучиво тој исказ на донесување на оваа пресуда. Многу други причини и многу други докази се наведени во пресудата. Вака како што толкувате, мене ми личи дека ви го ја оправдувате одлуката на судот. Не. Вака да ги осуди. Може тука да продолжам. Тоа само на ова морам да одговорам. Добро, важи, тоа да. само ви се чини, затоа што јас ви кажав, јас не се согласувам со квалификацијата терористичко загрозување. Едно се разбереме. Прифаќате и вие. Кривични дела таа вечер имаше. Точно ли? Имаше учество во толпа. Имаше насилие. Треба ли да го санкционираме? Треба ли да го санкционираме тоа? Апсолутно. Апсолутно. И не треба да се срамиме од тоа. Тие луѓе треба да бидат казнети, но треба да бидат казнети за действијата кои ги презеле. Така да не ја оправдувам ја пресудата, од петнижилија се бунев и на јавната седница, но исто така кажувам, настанот кој сам се случи, кој таа вечер се случи на Република Македонија, голем срам за сите нас. Ние во собрание да имаме повредени пратеници, да има повредени луѓе, голем срам за било која правна држава. И тоа не смееше да се дозволи. И тие луѓе кои влегле внатре треба да одговараат ако имаме правна држава, али не за оваа квалификација. Вака. Едно прашање. Ако би рекол, ја би дополнил, повеќе имаше загрозување објективно на уставниот поредок. Прашање е колку тоа беше и од кого умислено. А помалку имаше тероризам, тоа би рекол. Многу интересно. Иначе уставниот поредок не е нигде дефиниран. Да, вчера и денес ги консултирав сите кривичари на материјалното право и сите, значи од Канеше, Камбовски, Маријановиќ, во книги, зборевме. Сите употребуваат еден израз, државен тероризам, кога го дефинират, велат политички прогон на противник во политиката, и никој не сака да зборува дека од другата страна на паричката тој ден имаше државен тероризм. Но, и за него ќе зборуваме, бидејќи вие сте ни драгоцен како теоретичар. Мојот колега Давидоvić сакам едно интересно прашање да му поставам, а со второ едно нешто да го изненадам, како што вие изненадувате на судење кога браните. Еве, што е интересното прашање. Вие имавте двојца клиенти, Лазаров и Александар Василевски. Така. Едниот е со кристално CV во кариерата. Никој пат не сторил кривично дело. Дури и наградуван. Наградуван за Суперкупот Реал Мадрид во Скопје и Ливерпул и Манчестер Юнайтед кој беше. Наградуван во службата и така натаму. Тој ден дежурен, ја немал златната команда, ја немал сребрената команда, ќе објасните вие, ниту бронзената команда тој ден, тој е обвинет, тој е осуден. На драконска казна. Дава, го проучував неговиот исказ, дава многу јасен и концизен исказ. И сега видите вака, сега ќе се обидам вас малку да ве побијам, нема да ми се наљутите. Од друга страна го имаме Василевски. Во бегство е. Километарска е долга неговата криминален бекграунд, за тешки дела, осудуван, лежел, затвор и така натаму. Неколку пати менува исказ, судот наместо на едниот му поверува на другиот, едниот го казнува 15 години, другиот го казнува 8, па сега намалува 6. Нема да ми да замерете, сум бил 6 години адвокат. Нели ви е малку криво? Сега го чекам изненадувањето. Еве го новиот доказ што ја побива изјавата на Нинџа. Ова е вештачењето во вториот предмет. Го знам. Врвен експерт. Едно по едно. И за едно. професорот има? Еве и за професорот има? Еве едно по едно. Бидејќи сте биле адвокат еден период краток и Ќе ви објаснам што е професор. И обвинител. Така. Се во ова ви е во ред освен заклучокот.
Ајде. Све држи, освен заклучокот на крај, а заклучокот вие дека едниот не му поверувал на исказ, на другиот му поверувал, па едниот казнет вака, другиот онака. Јас повторно, еве, ја видов пресудата, овде е, пресудата не е базирана на исказот на Александар Василевски Нинџа. Ниеден од исказите не е прифатен како таков, или сите искази се прифатени онака како што му одговара на обвинителството и судот, за да направи приказната, Добро утро. за да Браво, ја направи приказната и да го покрие обвинителниот акт со ваква пресуда. Да. Она што го кажавте за Душко Лазаров. Душко Лазаров во тој миг, ја почнав преска ви објаснив, нема луѓе кои може да ги прати. Пешов е главен за специјалните сили. Пешов е у Вадарци, човекот се враќа доаѓа, повикува луѓе затоа што му е единицата Злосторничко дружење. единицата по различни градови. Луѓето доаѓаат во Ѓорче Петров, се облекуваат и доаѓаат, помагаат на крај, на крај на денот. МВР е таа која ја расчисти ситуацијата во собрание и сите тие луѓе беа драконски осудени. Но ниту еден, Контрадикторност. ниту еден од СВР Скопје не беше осуден. Во тој миг министр за внатрешни работи Нухију беше смешно неговото сведочење кога вкрстено го испрашував, затоа што она што го тврдеше не личеше на еден министер, затоа што тој министер на крај кажа дека ја немам право да дадам наредба. Познато Ниту дека и еден тоа не е од точно. златната, сребрената и бронзената команда не е осуден, а овие луѓе добија казни драконски на нешто што Не го сториле. не го презеле. Душко Лазаров е далеко од собрание и не презел ништо. На тогашниот директор на БЈБ, Биро за јавна безбедност Чавков, му јавува: имаме проблеми и тресење на ограда пред собрание, имаме луѓе пред качулки, дадов да се провери кој се. Чавков му вика: да, запознат сум. Кога директор ќе ти каже да, запознат сум, значи ја знае ситуацијата, ќе ги преземе действијата. Можеме ли во овој момент спомна непреземање, значи јас би рекол несторување, законот вели, сега науката да ја прашаме. Дали Може ли можно? ова тешко дело, едно од најтешките, за него да се осуди со несторување, професор? Кобајаги ништо не сте презели, а вистински тие действија на луѓево ги немат преземено, а се осудени. Сега, мислам, не ве ставам во незгодно, ево, ваш став, дали може со несторување да се стори тоа, а не ова дело, не теоретски, ова конкретно дело. Теоретски ова конкретно дело може да се стори со несторување во смисла, ако имате јасна одговорност, да преземете мерки за да спречите насилство, загрозување на животи. Ама и Не, нарочно конкретно одговорте, Молан Давидовиќ, нема златна команда, нема сребрена, нема бронзана, 15 години добил. Значи, нема одговорност таква. Не само прашува да вие две различни работи. Значи јас исто тврдам. Да. Така е. Вие зборувавте конкретно за Да. Јас случајно Знам, ја реков дека нема у тие детали вас да ве ставаме, му бев бидејќи професор и ментор на магистерската на еден од другите, на еден исто Така. од полицајците на Митко Да. Пешов и стално сум пишувал и на Facebook слобода за Митко затоа што го знам со години. да. И никој не може да ме убеди, се разбира, тоа е сега повторна теорија, никој не може раката да ја дадам за тоа, него навистина тешко би било некој да ме убеди дека он во целата своја кариера што е имал и со тоа што го познавам како личност и интегритет што го имал како полициски службеник, би бил заговорник во смисла на оваква некоја приказна, да биде соучесник. Можно е кај нив ако они од напред го блокирале системот. И пазите, си отишол во Кавадарци тој. Он точно бил у Кавадарци, да го повика. Каде е тука злосторничкото здружение? Човекот си отишол во И Кавадарци и се мора особено да се се разбира враќа. сега на крај, особено. Да. И да имало некои пропусти. Значи можно е, логички е и можно е да се прават пропусти, ги правиме и во сообраќајот на сакајки, можно и они да направат пропусти од аспект на определени правила, сега ние не ги знаеме најдобро, јас искрено да ви кажам, никогаш до крај не ги разбрав сребрена, Така. златна команда и приказки. Он лично ми ги објаснува. Давидовиќ може да докторира на во нив. прилика, Митко ми ги објаснува, не ги да разбрав. Да. А меѓутоа сум сигурен дека за пропустите што ги направиле овие, такви казни како за убиство се ненормални. Не, Односно, за тие драконски. пропусти има дисциплинска постапка, има смена од место, разрешување и има отказ.
Ништо тоа не е направено, него луѓето за терористичко загрозување се предадени на милост и немилост И на сега ако се државната вратиме на судска големата власт. приказна, искам да ви кажам, јавна тајна е дека во обвинителството имало група што го следела настанот и утре дента не е интервенирано, односно што требало да даде подршка евентуално доколку успел, ако е точно некаков пуч или што и да знам, да се вршат апсења обратно, така што улогата на обвинителството во таа фаза уопште не е расчистена. Од кај сега искочија, да речем, поголеми виновници, ови од јавна безбедност, отколку обвинителството или ови од УБК? Обвинителството е посебна приказна. Професор Николаджиев, Повели. имам едно вака конкретно прашање. Како изгледа постапка за земење на исказ на обвинет или на сведок? Како изгледа процедурално? Ме прашувате во зависно од која фаза во постапка. Прво неформално Да. ги взимаат во полиција, формално се взимаат веќе во обвинителство, иако тие според нашиот нов закон не служат како целосен би рекол доказ, туку само за потсетување на главен претрес. Формално во полна смисла исказите се земаат само на главен претрес или доколку не биде некој можност да биде присутен, може и преку форма на видеоконференција или слично. Не ми е јасно сега што ти е идејата. во Мај, прашањето. му одговоривте. Да, тоа беше, тоа ме интересираше, но идејата ми е, ако сведокот сака да дополни или да измени исказ, иста е постапката? Сведокот мора да го предложи, тој што го предложил Или обвинетиот, или да. другата страна. Значи сведокот може прашање на допълнително да му постави и судот. Има доволно можности во постапката, фала Богу, дури да нема правила, сите да, и тоа е идејата на јавно судење со контрадикторна расправа, дека е можно да се тестира веродостојноста на доказите со директно, со вкрстени спрашување, со определени дури и трик прашања некојаш во вкрстеното. Така што, сега ако сака да кажете дека некој имал дополнително некаков исказ, а не бил даден пред судот, туку бил скриен или не му била дадена можност, тоа практично не верувам. Ќе ви појаснам, професоре. Не, ме интересираше вака, во фаза на истрага Нинџа дава еден исказ пред за откако е уапсен, веднаш Добро. во апсен и додава еден исказ. Тој исказ беше обелоденет пред некој месец, го нема во постапка, го нема во списи. Да, ама вие ме прашавте сега за сведок. Да. Ова не е осумничен, така? Тој е осумничен. Во фаза на истрага пред обвинителството дава еден исказ, после некој месец е променет тој исказ, потоа е повторно променет и на крај во фаза во судска постапка е променет четврти пат. Е променет исказот. Постапката на измена на исказите ме интересира и дали при постапка на измена треба да се прво да се цитира претходниот исказ, па потоа да се Било да се работи. Обвинетите не ги санкционираме бидејќи за нив сметаме дека може дури и да лажат и да не зборуваат. Да. Освен е забрането да товарат друг. Друг. Сведоците имаат обврска да зборуваат вистина и тие дури можат, ако нарешно рекле нешто друго претходно, или обратно нека да сведочат, можеме и дури да ги санкционираме. Има одредби во законот, дури докази дадени во истрага, а некој да зборува на главен претрес, ако се смета дека тоа е подкупен или заплашен, тогаш може да му се чита исказот од претходно. Во секој случај, постапката, у принцип, дава доволно можности да се тестираат доказите и дури предвидува задолжително, кога има неконзистентен исказ, да се провери и му се чита претходниот исказ обавезно, задолжително, и се прашува зошто сега кажува поинаку. Сега, кој ќе објасни тоа, судот има доволно можности и другите што учествуваат, Да го од проверат. сите други искази, од снимки и слично, да ги тестираат у тој мозаик. Тоа е начинот на кој што ни е даден на располагање, фала Богу, во добар дел е, да речам, успешен механизам. Во смисла на тоа, идејата на постапката е, ако дадете вие можност секој да се изјасни, да ги каже своите аргументи, тоа у крајна линија би требало да го легитимира исходот. Значи, после се што е кажано и е, да речам, докажано, останува уште моралната одговорност на судијата на вистина врз основа на тоа што е изведено да процени дали е докажано надвор од разумно сомневање. Најголем трик е со намерата. Намерата како ќе уловите вие дека
не знам, ако ги квантифицираме, озбилно кажано 80%. Намерата е секогаш трик прашање. Во конкретниот случај спомнав дека особено е проблематично тоа што организаторот и целата приказна со идејата, целите на настанот, допрва треба да се разјасни. Ево постапка. И за тоа, тоа е составен елемент на битието од 313. Без тој елемент да е доразјаснет, односно да има можности да се даде форма на друга слика во новото судење, и затоа новото судење може да биде еден од причините за повторување на постапка од претходното судење. Дојдовме до новото судење. Повели Александар, да докажеш? За Давидовиќ сега само за Давидовиќ сега да се дополнам, ова што го кажа сега професорот, преземени се сите чекори од постапката, претпоставувам како што ја кажа професорот, така? Но вие не сте присуствувале на ниту еден од исказите. Во истрагите не. Во истрага зборам, да. Не. И сега вака имаме една информација, не знам дали ќе може да ми ја потврдите, имаме една информација дека во текот на давањето на искази во истрага, освен обвинителот, записничарот и осомничениот во случајот Александар Василевски Нинџа, при давањето на тие искази биле присутни и две лица кои што не биле македонски државјани. Навистина не би можел да потврдам, ниту да негирам, затоа што не сум бил. Во истрага на Александар Василевски Нинџа му беше друг адвокат. И гледате по записниците ако ги имате. Навистина не би можел да зборувам. Ајде да објаснам. Само да кажам. На главен претрес бев. Она што го прашавте професорот во пракса како изгледа било кој од бранителите на другите обвинети. Обвинителството или судот. Доколку, ги имаме ги имаме исказите од претходно, по правило обвинителот на одбраната треба да ги даде сите докази кои ги има, меѓу другото и исказите на обвинетите кои судот ги нема. Имаме право да во случај да е различен исказот, да реагираме и да бараме дел од неговиот исказ од порано, да му се предочи и да се праша она што го каже професорот, зошто денес вака кажува и што од тие две работи е точно. Тоа на главниот претрес не се случи, никој не го побара и се ценеше и проценуваше неговата изјава, ако ви е за Александар Василевски Нинџа, она што е дадено на главниот претрес. И повторно ви кажувам, судот не ја базираше својата пресуда само на тој исказ, базираше само на делови на искази на сите обвинети, сведоци и материјалните докази кои ги има, за да склопи приказната онака како што му одговара. Добро, сега има еден нов момент. Само те молам, стрпи се бидејќи интересно прашање постави Александар. Вака сега, има еден нов момент. Во второто судење за организаторите се прави вештачење од експерт. Вештачењето го побива исказот, сите 4 искази на Нинџа. Сега вештачењето не можеме во емисијата да го читаме. Јас го погледнав. Ви давам примерок и на професорот ќе му дадам примерок. Дозволи. Значи, вештачењето кажува сосема трето. Движењето не е тоа што го кажува Нинџа. Еднаш кажува едни луѓе, втор пат кажува други луѓе, трет пат кажува едни биле во штабот на ВМРО, четврт пат кажува други луѓе биле, но контактите од вештачењето на телефоните два на Нинџа се сосема спротивно од тоа што тој го движи, тоа што тој го кажува и неговото движење. Сутер, ајде да бидеме коректни. Само да завршам. Значи, ние ова, барем ја колку можам као правник да ценам, за мене ова е нов доказ и овој доказ треба да биде предложен во контекст на предлогот на председателот Пендаровски, кој туку така дојде од Брисел и му текна одеднаш дека треба тој процес да се повтори. Еве нов доказ. Не навлегуваме во веродостојноста. Еден експерт што дал стручно вештачење на комуникации телефонски, не може да биде да се менува како што еден сведок, што менува 3 пати, 4 пати изјави, а и во поглед на градуирањето на доказните. Материјалните докази по мене, ако не се лажам професоре, се малку на повисоко ниво од сведоците, бидејќи со сведоците може да се манипулира. Овие се електронски докази. Со овие материјалните не може да се манипулира. Дали е тука некаде или не е? Нов вид на подвид на материјални докази, електронски докази, да. Оставаат траги кои што се неизбрисливи, да, кои што се тешко се оспоруваат. Да. Вака, за волја на вистината, бидејќи кажавте, не е точен
Исказот на Александар Василевски Нинџа, јас го знам вештачењето, затоа што колегата го правеше Добро. од еден од адвокатите, бранители, кажува дека според едниот телефон Нинџа во штабот на ВМРО бил 1 минута, а според другиот негов телефон 5 минути. Да. Значи бил во штабот. Ама некако што кажува Нинџа, седел, разговарал Не, со луѓе. вака, он нигде во Ќе неговите го изведам, искази, изјавата ќе ја слободно, изведам. никаде не стои колку време. Ја стои најмалку ова сакам да горе. се Да, ама затоа ви кажувам противставувам на за вашите, волја, бидејќи- за волја на вистината и проценувано е во вештачењето, Да. не за сите разговори, да бидеме фер, за Миле Јанакиевски и за Спиро, мислам, така е, само за нив А двајца. што има тука греф? Не, На нема Нинџа греф. се телефоните. Апсолутно, Ти види, апсолутно да видиш, немој да нема ме греф. замериш. А сам во свој одбрана завршен збор, вие имате кажано дека еден од вашите штитници е контрадикторна личност, тоа се ваши зборови. Не сакам да Не. го покажувам. Не. Имаш кажано. Не, Пишува. такво, може Има да ќе судот видиш. напишал. И сега вака, ако треба тој е записникот- контрадикторен, Не, вештачењето не е немој да ми контрадикторно. Немој да ми импутирате. Ќе го најдеме, ќе Може да го најдете, но тоа судот го напишал, а А, вие тоа е погледнете друго. го, погледнете Уште една го причина записникот, повеќе. погледнете го записникот со моите завршни зборови. Така да, Да видиш, не е така. уште една причина повеќе да не веруваме на оваа судска пресуда што ја нарекол најголем светски судски срам, 1055 страни. Господине Костов, Значи- ние пресудата на апелацијниот суд писмено не ја добивме. Е, па срамота е. Ние е срамота. И ние ќе поднесеме во одредни правни лекови. Да. Апсолутно. А, Затоа што со ваквата бидејќи пресуда никој не е Сте задоволен. бранител на двојца осудени, ќе ни кажете ли малку за приказката што не ви ги даваа доказите долго време, што едни ви ги дадоа, до ден денес се уште не ви дадаа, за да науката ја консултираме дали е тоа во ред. Не е само овој предмет Не, е те молам за овој сега предмет на интерес. Во многу предмети обвинителството на одбраната не дало докази. Вие имате сериозни предмети. Пасошите се наред за судење. Ние докази не добивме од обвинителството. Имаме други Значи, сериозни тезата моја се потврдува. сериозни предмети каде што не ги добиваме доказите. Ова што го зборува Давидовиќ, сака да го отворам како тема за одбивањето на обвинителството да даде докази на одбраната, конкретно во случајот на пример со сега последен најактуелен е оној со Орце Камчев и би сакал да го прашам тука професорот бидејќи е експерт по процесно. Би сакал да го прашам смее ли или има ли некакво законско право, иако знам дека нема, но каква можност има обвинителството да не ги презентира сите докази на одбраната? Особено прашувам тука за онаа фамозна службена белешка на Агенцијата за национална безбедност, во која наводно се тврди дека Орце Камчев подготвува бегство, а одбраната не е во можност да се запознае со содржината на белешката. Прашањето е до Александар? Прашањето е до професорот Повелете, професор. Калаџиев, дали постои некаква Да го адресираме. било каква можност која што би му овозможило на обвинителството да не ги презентира тие докази на одбраната. Во суштина, обвинителството мора доказите да ги декласифицира, ако се општо класифицирани, за да има еднаквосно на оружјето, или нема да ги користи. Ние порано во законот, уште пред да имаме овие сертификати, имавме дека лицето, кои лица се ослободени од сведочење, лицето ако треба да држи некоја тајна, тогаш ќе си ја држи тајната, ама нема да биде доказ. И не можете вие Така е. Еве, чекај, ние тајна, ќе го осудиме со тајна. Тоа е спротивно на идејата на фер И судење. никој нема да ја знае освен судијата. Во конкретниот случај со агенцијата има дополнителни проблеми. Прво, тоа е, јас сум уверен, една политичка измислица. И тука се фатени некои високи функционери на некој начин во лага. Мислам дека тоа е ујдурма на УБК, што е за мене многу сериозно, затоа што покажува дека службата не е реформирана, туку и натаму гони политички противници и е злоупотребена. Искористена е за притисок врз судот, затоа што сум објаснил во процесното право имате можност да полицијата или особено не службите може да апси само ако има итност. Они го следели претходно, а не го консултирале обвинителот, ниту за следењето, ниту за апсењето. И обвинителот е ставен под притисок, и обвинителот и судот
да се сложат и самите да влезат во злоупотреба на својата положба, особено е одговорен и судијата, бидејќи он му е уставна обврска да процени дали апсењето било законито. И мора изречно да го напише во дел од своето решение. И он тука ги покрива сиромашкиот, а веројатно ќе треба еден ден да одговара. А следно е многу спорно и проблематично тоа што воопшто постапувала, значи, службата, а самата белешка едноставно не може да се користи експлицитно, тоа го убаво го истакна и одбраната на Камчев, експлицитно е забрането да се користат тие докази. Исто е многу јасно кажано и за прислушкуваните резултати и за следењето, дека ако случајно тогаш кога имаат основ би го следеле законски, во смисла да следат легитимен таргет во кој што би упаднал, да речеме следат странски разузнавачи, а упадне во некои информации, тогаш тие законот дава многу ограничена можност. Тие информации да се споделат со јавна безбедност, но нема да се користат као докази ни во постапка, ни за притрес, ни за притвор. Значи, законот експлицитно го има решено и одбраната тоа многу убаво го кажа. Она што е проблем, не, значи, но добро. Не е проблем што има процесни проблеми. Проблем е што се уште имаме политичка злоупотреба на тајните служби. И уште поголем проблем што нема орган во држава што тоа може да го исправи. Значи, нити има обвинителство што има, да речам, што би било способено да се протистави, и нема да има, тоа сум го кажал повеќе пати, обвинителство нема да се протистави на актуелната власт и секојаш системот ќе биде проблематичен во смисла на политички злоупотреби, се додека владата го предлага собствениот обвинител. Тоа едноставно не оди и ние сме го виделе дека не оди и оваа власт која беше во опозиција убаво го виде, вети едно, дека сега друго. Сега друго, не дека кога ќе дојдете на власт, вас ви е едноставно, тој ви е као главен гарант. Иако морам да признам дека и тоа е се миливо, се менуваат времињата, се менуваат и властите, утре ќе дојде некој друг, ќе донесе свој обвинител. Ние во целава приказка, меѓу другото, имаме недоверба и во судот, и во обвинителството, и во полицијата, и во тајните служби, главно заради тоа што ние како држава не сме сакале да ги поставиме нив професионални служби. Ако ние сме ги граделе, сме имале доволно време, Точно е тоа. да ги поставиме, и тоа било, искрено да ви кажам, од аспект на апроксимација кон Европа, поглавија 23 и 24 се најлесни, нити пари ви требаат ништо, само добра волја. Зошто нема добра волја? Затоа што политичката елита е научена кога ќе дојде на власт дека може да краде и не се откажува од тоа. И јас стално сум мотор на корупцијата и криминалот кај нас долго време било и веројатно што долго ќе биде. Го видовме предмет во кој што Рашковски беше вмешан со организирање софтвер кој што ќе ги поставува прашањата на Во Академија за судија обвинители. Има разни моавети, се ние вака од новинарски аспект, кулуарите има разни моавети дека тие прашања и одговори се продавале на едни кандидати за да може да ги научат и ние практично добиваме бројлери во јавно обвинителскиот систем кои што, како што каже професорот, немаат друга опција освен да бидат послушни и да слугуваат на било кој да. Ама и немате правда, вие ако не верувате, значи два се столба во кои што верувате. Едниот е интегритет на органите, другиот е фер процедура. И тие го легитимираат исходот. У крајна линија, дури ако сгрешиме ние некојаш, во теоријата тоа се вика легитимација низ постапка, уште Николас Луман, познат еден германски социолог, го поставил, понатаму е разработувано низ многу студии за процедурална правда. Тогаш кога вие имате овие два елементи, интегритет на системот и имате фер процедура, дури да сгрешите, луѓето ја прифаќаат, дури обвинетите ја прифаќаат одлуката. Апсолутно. Вие вака имате драконски казни на крај сите несрекни. Значи системот врз основа на сите тие искуства и то во главном доаѓаат тие лоши искуства од овие пар предмети. Системот сите кажуваат тоа, сме се сложили друг пат, дека во добар дел од предмети функционира релативно професионално. Но тоа се предмети кои што не се звучни и кои што
течат најнормално. Но во сите звучни големи предмети Имаме и таму проблеми исто, и со врски Професоре, со ситна да, корупција. но- Ми даде идеја да видиш со звучни предмети и имиња. Ви имам слушано своевремено да го употребите изразот абјусов процес. Оној ден зборевме кога се видовме дека рекетирани луѓе не треба така преку ноќ да се притвараат. Па некако власта државна како да сака малку побогатите луѓе да ги притвара, ем да ги притвара, ем да ги рекетира. Еве последниот случај. Значи Камчев, видовме на видео снимка дека е рекетиран, а го притвараат со белешка на Анаба. Вашиот коментар? За да го објасните на публиката малку овој Јас сум спомнал институт. дека империја не може да продолжи врз повеќе основи. Прво беше спорно, имаше одлука на Врховен суд дека тој предмет е почнат нелегално. Да. Министерството за правда се искози дополнително низ сосема несоодветен закон, закон за јавно обвинителство, да ги продолжи овие предмети под некоја наводно дека ќе ги казниме сите криминалци. Нас не ни е целта криминалците да ги казниме пошто зашто и по секоја мера, него имаме обврска како организирано општество, или ќе ги казниме согласно со законите, или нема да ги казниме. И ние сме однапред спремни дека понекогаш некои криминалци и ќе избегаат или некои ќе поминат по. Меѓутоа, ако вие верувате у системот, тој ќе даде и со помали казни, и со помалку осудени, поголема доверба. А систем кој што самиот е злоупотреба, кој што обвинителите ве рекетираат, јас тоа сум абјусов процес се користи и за ненормално долги постапки. Сега американците убаво не опомена. Па еве империја. Ние имаме постапки каде што луѓето се у притвор, каде што има еден куп други мерки против нив и нивните фирми и поминуваат години и никому ништо. Значи ние немаме, односно никој не се фаќа, има една одредба во ЗКП кај што вика дека на некој начин треба да се санкционира или може да се санкционира долгото траење на постапките. Во светски рамки, во теоријата, ова се вика и долгите постапки се викаат абјусов процес и како резултат на идејата за судење во разумен рок или брзо судење, се смета дека или во некој нормален рок луѓето ќе ги осудите, немате право, морално право немате да ги судите со години. Да. А ние имаме од за мене нејасни причини организацијски никој не го боли уво, зошто судењата по правило траат повеќе години. Еве кога 6-та година случаите од СЈО до првостепени А пресуди. СЈО е посебна приказка, жална. До првостепени пресуди. Јас имам пресуди Да. сега после 17 години. Нема ниедна нормална Предмет кој трае. причина, Вие кажавте еднаш за СЈО. нема ниедна нормална причина едно судење, колку и да има сведоци, како ги завршуваат во Америка, затоа што таму па и системот ги тера со порота, една максимум 2 недели. И завршува судењето. Колку се тие? Така колку има? Еве нека си 1000 страни ќе ги прочитаме. Што ни за напише една Стейт негова. департментот, сетете се. 6 месеца, 12, 18 месеца и истрагите и така натаму. Милош прескател неправда, ама ќе ми избега мислата по возрастен сум. Повели нашите гости да ги прашаш. Тоа што го споменавте во однос на тоа дали можеш да сториш кривично дело тероризам со непостапување, да подсетиме, мислам дека должиме на јавноста дека единствен човек од МВР кој што постапи таа вечер беше токму Митко Чавков. Тројца сведоци, колку што знам ја за време на постапката, може тој адвокатот да видиш да го искоментира, тројца сведоци за време на постапката потврдуваат дека тој бил човекот кој што дал наредба да се интервенира во собранието. Апсолутно. Тој е осуден на казна од над 15 години затвор. Точно. Да. Тоа е точно и имаше една друга чудна работа. Еден од сведоците од внатрешното обезбедување тврдеше дека постојано од оперативниот тим кажувал да се изврши евакуација. Сите луѓе, дури и сведоците и обвинетите, кои се професионалци во својата работа, кажуваа луѓе, ние не бевме во состојба да извршиме евакуација на собрание во тој миг. Ние евакуацијата извршивме во мигот кога се создадо услови затоа што толпата ќе ги растргнеше луѓето. Дури се случи, тој и беше утврдено на судењето, брза помош да биде нападната, скината вратата и шоферот избегал, па на Никола Тодоров возачот седнал во брза помош и ги однел луѓето во болница. Така да не е дека е се онака како што сака да се прикаже. Таму има доста човечки судбини, доста настани. И луѓе, на крај јас ви кажав и пред малку,
На крај е МВР таа која со своја акција успева да го расчисти собранието, да ги тргне луѓето на сигурно и собранието едноставно да се исчисти од демонстранти и од другите луѓе. И тоа е акција на МВР. Во овој никој не контекст, може да го Давидовиќ, оспори. Сабајле неколку часа ги проучував изјавите на колегите што отпаднаа од првото обвинение и на колегите во номенклатурата на МВР. Па сите до еден кажува дека луѓето постапувале, кој колку имал одговорност и кој колку бил овластен да постапува. Само да довршам. Проценката била нечија погрешна, не во момент или било што, ама затоа не може да ги правиме сторители на терористичко загрижување на уставниот Ајде да ви поредок и на објаснам, да ви безбедноста. објаснам една работа, сите бевте сведоци, ќе се согласите со мене. Еве сетете се на сликата на полицајецот специјалец кој е внатре во собрание под пуна опрема и кој се гушка со луѓето кои влегле внатре. Не постои Тоа е сила. друга приказна е тоа. Не постои сила. Нема насилно влегување. Не, друго сакам да ви кажам. Не постои сила, не постои авторитет кој на тој човек ќе му нареди преземи действија полициски кон толпата. Не Митко Чавков, кој сака да биде, не може на тој човек или дури и да му нареди, нема да постапи. Затоа ви кажувам дека во тој микс се измешани многу работи. Дека луѓето се убедени од едната страна во една вистина, другите луѓе во друга вистина, а сето тоа го направија политичките партии за своји потреби и за некои своји цели. За жал, и денес луѓето се разединети, и денес луѓето не се убедени и од едната и од другата страна, дека, за жал, има две страни, дека правдата е задоволена и дека вистината е утврдена. И ја ви тврдам дека не сме утврдиле вистината и тоа е голем грев и секој пат сум кажал, кога ќе се обидеме, правната држава под наводници, судството и обвинителството, да зацкрие некои работи и да ги стави под килим. Таквото нешто излегува само уште поголемо, со уште поголеми проблеми кои ќе ги направи. Ние треба во Република Македонија честно да погледнеме на некои работи во очи, да седнеме и тие работи да ги расчистиме, онака како што доликува на една држава која претендира да биде држава и да биде правна држава. Професорот Преска спомна кои проблеми има со избор на обвинителство и сполитизираност и можност за влез на политиката на мала врата секој пат во обвинителство. Истата работа има и во судство. И тие врати треба да ги затвориме, но тоа треба да го направат практичари кои се бават со оваа работа и дел од професорите кои теоретски знаат како тоа да го решат. Али не може со таа работа да се бават политичари и да седнат, без оглед кои да седнат на маса и две политички партии да преговарат за закон за јавно обвинителство или за закон за кривичниот законник или закон за кривична постапка. Тоа е срамно. Тоа е срамно. Тоа нешто се маргинализира фелата. Они мислат дека е нормално. А тоа е ненормално. Первертирано Тоа покажува директен упад во правниот систем. Да. И во она што треба обвинителството, судот и одбраната да го работи. И тоа не е во ред. Ај вака, додека сте во канцеларијата, убаво сега вака ни објасните, да ме прашам за едни нелогичности. Со месеци и години го читам диспозитивот на обвинителниот акт, првиот. Не можам да се начудам. Луѓе, се подсетувам на мојата младост. 1521 збор со 421 сврзник во 180 густо чукани редови во една реченица. Брука невидена. Тоа е формата. Гледајте сега содржината. Вика, насилно влегле, не влегоа насилна, од внатре им отворија. Со намера, те молам, со намера да спречат трансфер на власт. Трансфер на власт се изврши, еве ги новите докази сега втори, од сите дописи од собрание кон судот, трансфер на власт е извршено, како што е извршено шверцерски, тоа не е спречено, тоа е поводот да сакат да влезат. Големо прашање што е трансфер на власт. Еве, нека е тоа. А сакам да кажам,
врие од неточности. Нема место на извршување на кривично дело, нема време на извршување и нема конкретизирање кој што е извршил за да му го ставам ова кривично дело. Во поглед на овие небулози на обвинителниот акт и актот кој овој се измени во завршен збор на обвинителката и не ви даде да се изјасните ви и вашите штетеници, што би рекле Давидовиќ? Зато реков додека сте во канцеларија. Нешто би рекле, ние веќе сме рекле. Ама сега малку да појасниме. Ние го рековме ова и во завршниот збор. Да. Постојано го укажувавме и во жалбените наводи го содржеше се ова и на јавна седница пред апелацијниот суд го изнесовме. Едноставно немаше слух судот ниту желба да ја утврди вистинската состојба на работите. Значи да ја утврди на вистина фактичката состојба. Па, вие имате една ситуација таму каде што за дело од обвинетите веќе зборувавме. Го имате Мунир Пепич. Ја не видов ни еден доказ во предметот против него. Да, ама искриен еден доказ дека бил службено присутен во собрање. Второ, Значи обвинителите скриле доказ. преска сакав да се надоврзам она што го кажа професорот. Ние имаме ситуација каде што не само што се злоупотребува должината на судењето и разумен рок. Ние имаме два предмети во кои е злоупотребено времето за притвор. Во предметот Тони Денковски Big Fish притворот трае подолго од она што е дозволено во законот. Судот не реагира, него кажува и го користи оној дел кога меѓу пресудата второстепена имаме, пошто е доживотна казна затвор, жалба и до Врховниот суд, тој меѓу период кога е он пратен на издржување на казна пред правосилност, не го сметаат во притвор. Ја не знам што го сметаат. И човекот останува многу подолго него законот. Тоа е веќе нестручност, незнаење. незнаење. Не, ама тоа е, видите, вие може да имате нестручност во школа, може да имате нестручност кога поправате мотор, ама не можете да имате нестручност и не смееме да ја дозволиме за жал. кога се работи за човечка судбина. Кога Рашковци одредуваат кој ќе биде судија и обвинител. Полеви ли, Александар? Имам вака конкретно прашање за професорот. Професоре, мислам дека постои вака општ консензус дека постапката за 27 април би требало да биде повторена. Председателот Пендаровски слушнавме пред некој ден кој што исто така вели дека постапката треба да биде повторена. Од владеачката гарнитура генерално се согласуваат. Но ајде вака малце по-конкретно. Постојат информации дека има докази во УБК прибавени од следење кои што не биле доставени до ОЈО во оваа постапка во која што се осудени. Можат ли, ако дополнително се достават тие докази од страна на УБК до ОЈО, да бидат, или до ОЈО за ГОК, да бидат причина за повторување на процесот 27 април? И исказот на Дешо, кој што го даде во интервју тука кај нас, во кој што вели дека тој како шофер на обвинетиот Василевски, Александар Василевски Нинџа, дека тој како негов шофер често го носел на состаноци во УБК и во некои хотели во главниот град со Скопје. Тие не се земени во предвид во постапка. Може ли да бидат тие причина за повторување на судењето? Па причина за повторување може да бидат нови факти, нови докази, особено оние што ја би го сочекал и ова второто судење, па дури подосна би го да речам би инициирал повторување на ова првото. Тие докази се разбира требало да бидат непознати, односно да не били изнесени од одбраната. Ако било кој од страните имала можност да ги презентира, не ги презентирале, тогаш имаме проблем. По мене многу најелегантно решение е уствари помилување. Овие луѓе делумно веќе одлежа, ја не знам колку има веќе до сега. Подолго време се. 4 години. По моето чувство за правдина, мислам дека и додека би се протекла таа постапка, ако они веќе имаат по 5 години, од аспект особено на тоа на селективноста на амнестијата, овие луѓе одлежа и повеќе по мене од што заслужиле. Друго е прашањето дали тие сакаат помилување, а да им остане живот, бидејќи делот сигурно нема да бидат задоволни со тоа. Односно за нив ќе биде неправда тоа да некој ги помилува, значи
во смисла дека постоела одговорност или дека таа е проблематична во најмала мера. И од тој аспект не знам дали тие би биле среќни, бидејќи видовме дека дел од нив, како Ченто и други, едноставно не ја прифатија ни амнестијата, така тие сакаа судење. Не ни бара. И фала Богу во Праведно судење. праведно судење дали добија е друго прашање. Инаку го слушав председателот во само вистина, ако мислите тој е само интервју, и морам да признам дека му беше чудна, да не речам полошо нешто, чудна изјавата, он самиот изјавува како дека нешто не е среќен и дека има тука некоја неправда, ама пошто бил легалист, ќе остал тоа да го бараат други со повторување на постапки. Има алатка тој. Законот и уставот му даваат него не само право, он кога сака или ако му дојде на некој мерак, туку тогаш кој ќе почувствува дека правдата низ судењето и другите механизми потврдила, да го користи помилувањето. Така што тоа не е исклучено, иако велам може да се оди по нови докази. Тоа би било најелегантно решение, а сме сведоци на едно исто така елегантно решение, кога председателот ги прекина постапките за 40-50 јавни личности, политичари, бизнисмени, потоа со закон ретроактивно се укина таа мерка на председателот. Сегавате кога имаше една листа на политичари и бизнисмени на кои што им беа прекинати постапките. Јас лично бев начело на Хелсинскиот комитет кога ние поднесовме јавна кривична пријава тогаш за Ѓорги Иванов, бидејќи ова се различни ситуации. Зборуваме, вие не подсетувате на злоупотребата на Ѓорги Иванов со амнестиите да спаси една цела политичка гарнитура воопшто од тоа да биде изведена пред правдата, што е злоупотреба на помилувањето, и второ, по карактер на нештата се работеше за амнестија. Затоа што помилувањето е исправање на правда во поединечен случај, давање на цела група луѓе по критериум на некаков заеднички именител однапред е у суштина амнестија, и амнестија нарочно уставот не му дава на председателот, бидејќи се смета дека тоа е сепак поголема одговорност и ја дава на собранието. Во дадениот случај јас сум убеден дека он го узурпираше правото на амнестија и плюс го злоупотреби. Но тука сте контрадикторен, професоре, знаете зашто. Сега пред малку рековте дека ако има чувство за правдина или за виндикација на тоа што го направиле, дека председателот може дискреционно да одлучи дали има обврска да ги помилува. Чека се, дискреционно тоа не е вие кога кажете едната ситуација е кај што однапред ти една цела група ја амнестираш политички, друго е ова сега врз основа на ова што го збориме, дека постои чувство на неправда кое што се провлекува низ јавноста. Не се разбирате. Еден добар Не се разбирате. Не, имат различни ставови. И нему е само него, значи имаше еден голем дел на артикулирано чувство на незадоволство. Но професор имаше во таа ситуација тогаш кога беа изведени оние нелегално прислушкувани материјали, имаше една ситуација во која што при вештачење се утврди дека тие материјали не се оригинал. И поради тоа председателот Иванов превзема таков чекор. Сега, може ли во постапка снимки кои што не се споредени со оригинал, а вештакот утврдил дека тие не се оригинални, да бидат земени како доказ во било каква понатамошна постапка или идна постапка која што би можела да биде да речам кој што ќе вроди со лош исход за обвинетите. Априори ќе вроди со лош исход. Јас мислам дека искрено ти кажам не те разбрав на крај. Еве ајде да повторам уште еднаш. Председателот во тој момент ја го превзема тој чекор, бидејќи се утврди дека зборуваш за Иванов? За Иванов зборувам. Бидејќи во тој момент беше утврдено дека снимките кои што се користат јавно се објавуваат, кои што беа некакви индици за некаков сторен криминал, не се оригинал, туку се монтирани. За да не дојде до неправда во понатамошна постапка. Тоа нигде нити беше спомнато од него, нити од било кој друг дека е тоа причина за помилувањето што ги даде. Не знам од кај ги најде сега тие. Како не, уште тогаш имаше сомнение. ВМРО ДПМН беше на
Власт Мислиш на севкупноста на материјали од нелегалното прислушкување? Точно, да. На севкупноста на материјалите на А подоцна се потврди дека ги А монтирале. подоцна се потврди во вештачи. Кога една снимка беше кратко презентирана, а во оригинал после 2 години ја видовме 12 минути дека трае. Добро, ајде да се сконцентрираме. Најголем дел од снимките кои што беа основа за процесите на СЈО се потврдија како точни, сега да не ја барам. А не знам ја дали може врз база на тие снимки да се обвинува и суди, а сега веќе не може. Малку се играме, ајде малку да употребам. Тоа е друга приказна. Вака, професоре, пошто Давидович не е само адвокат, тој и добар колумнист и на една колумна вака вели: абракадабра, окус покус препарандус. Па нашето судство тоа сака да го прави и со овој случај и со еднаш употребува, а еднаш не. За кратко време донеса нов закон и не важат се снимките. Па каде е тука правичноста, Давидович? Каде е праведноста? Вие зборувате Каде е тука објективноста? Каде Зборуваме е за тука две различни еднаквиот приод кон се исти согласувам, докази? но ова се политички решенија. А, така. И за политички решенија не ќе ни да зборам затоа што дефиницијата на политичката партија е желба за власт и истата е да манифестира на милион можни начини што подолго да се задржи, употребувајќи го обвинителството и судството како многу добра алатка за легална алатка за справување со своите противници на истомисленици. И никаде во светот ниедна власт не се откажала од судството, ама судството знаело да ја задржи својата независност и својот интегритет и да не дозволи политичко влијание. Така да ова за што зборувате, оваа одлука е политичка одлука. И таа влијае на правниот Еднаш е систем бело, и еднаш е црно. создава незадоволство и тоа е токму она што ви го кажав преска, срамно е за правниот систем, правната држава, за работа на судот, две политички партии, 3, 4, колку сакате, да седнат и да разговараат и преговараат за законот за јавно обвинителство, за законот за кривичниот законник, закон за кривична постапка или било друго кој процесен и материјален закон кој нас во пракса ни е многу битен, врз основа на кој се определуваат правата и обврските на луѓето и судбините на луѓето, за да имаат некакви си политички чарови ситни, а целото општество страда, а државата правна е заробена и не функционира како што сега треба. се Така да доделуваме до одговор. реформите. Пак ваша колумна ќе употребам, причам ти причу. Професорот даде прв оставка од телото реформско, кога дојде ред Заев да им кажува што е реформа, се извинувам што го употребувам името на премиерот, и мислам со големо ниво на дигнитет се откаже професорот. Па професоре, имаме ли реформа во правосудството? Морам вас да ве прашам. Па едно е сигурно, идејата прва на премиерот во состав на тоа тело беше добра и сум кажал неколку пати, проблемот со политичарите прво се сакаат нив да им одговараат условно речено реформите, второ би сакале да има брзи реформи кои што уште и ќе им служат нив и да покажат привидни резултати, како што е тоа впрочем и сега. Јас не знам сега по која општа стратегија или акцијски план се одвиваат реформите. Можно е и да немаме таков, доколку се одеше по, и што уште е најдобро, по агендата поглаве по поглаве, па реформите нека бидат кон усогласување со европското право, што е по-безбеден пристап, него ние да ги спроведуваме. Ние имаме сериозен проблем што не сакаме критички да се преиспитаме искрено, да се погледнеме во очи и да кажеме, чекај, успеа ли ова наша, особено големите приказки, не знам, надлежноста цела врз основен суд, да продискутираме, таа стои или е преголем товар? И за Ова обвинителите? приказката со советите, значи, има во литературата има многу тврдења дека овие наводни реформи што Венецијанска комисија и други ги пласираат по централна источна реформа, дека нигде немаат вродност успех. И тие се вид ние кога заморчија некакви нивни они си играат приказки и сега еднаш ќе ни кажа таа председателта на судскиот совет да биде судија, друг па да не биде судија. И гледате како
нормално дека ќе има отпор, една стручна советничка ќе дојде ќе ги оценува врховните суди. Тоа е будалаштина. И сега ни го сугерира наводно преку министерката дека тоа било идеја на Венецијанска комисија, па како да е Венецијанска комисија, па некој не знам каков совет над советите. Тоа се еден куп експерименти, а ние не сме имале, нити имаме истражувања, нити имаме дебата да се погледнеме у очи и да кажеме, чекај, овој систем не успеа. Овие ни се главните проблеми, начинот на избор на јавен обвинител, судските совети не функционираат, тие стана од нешто што требаше да биде алатка за заштита, тие стана алатка за притисок. Така е. Приказката, главната приказка на власта сега со прочистување, па тој е најголем притисок што го имало врз судовите наназад 20 години. Луѓето се препаднати. Разрешување на суди за одлуки за пуштање на човек од притвор. Па нигде у свет го нема. Кај нас разрешија на времето Митриновски, сега овие тројца. Нормално е дека они имаат обврска да го пуштат човекот да се брани од слобода, особено со гаранција, и некој ризик ќе остане. Што ако побегне од сеат кочен? Па ќе го фатат. Нормално е дека од сите што ќе ги пуштат да се бранат од слобода, неколку души ќе побегнат. И што се ќе ги обесиме судиите и сите ќе ги ставиме у притвор. Професоре, нема никаква кога сте логика. кај притворите и злоупотребата, Или да си кажеме словно зошто гаранцијата кај нас не функционира. не чувствувам. Гаранцијата. Еве, човекот дава 1.700.000 И поблагите евра, мерки. не му ја прифаќат. И со некретнини и со кеш. Па И што што одземени значи? пасоши. Тоа е злоупотреба. Еве вака, добив нови документи за тоа како полицајците дале лажна слика за Ченто дека го напуштил својот дом, а тој не го напуштил, интервенирал преку обдуцманот, се воела постапка, во полициска постапка е тоа проверено и е кажано дека човекот си бил дома, нему кукниот притвор му го претворија во затвор и се знае остана таму. Што е муабетот? Лажни документи обвинителката Лусковска користела пред Советот кога кажувала дека тој го напуштил домот, злоупотребил куќен притвор и така натаму. Извини само да те надополнам точно Повели. прашање. Со такви лажни документи е АНБ и беше Па да, со зборевме, белешка да. на УБК, беше и за Тајко Вењановски дека наводно имал некаков имот во Грција, она и го Митко Чавков беше. или Митко Да. Митко Чавков и го ставил Девизните сметки на Миле Јанакиевски и така натаму. Но, не сакав политички миња да употребуваме за Јане Ченто. Сега, добивме од свиркачи целокупна кореспонденција во собранието за време на 27 април и пред 27 април, се користи сега во вториот предмет, од јавноста се крие, значи, она што беше во првиот предмет, каде што вие сте адвокат на двојца обвинети и сега веќе осудени, луѓе, не било ништо точно. Било манипулација дека е извршено, дека е седницата трае, не е точно. Седницата е затворена, има записник. И завршена. И завршена. Било манипулација дека можел Вењановски да го спречи овој, не го спречил со пеење, не е точно. Дека му дал преку ред. Имаш реплика, имаш контрареплика, неколку алатки имаат пратениците, што според деловникот Вењановски им го возможил. Сите тие докази се овде, јас ги гледам како нови докази. Полека да финишираме. Веруваме ли во воредните правни лекови, господине Давидовиќ? Новите докази, 2-3 института кои имаат соработка со Infomers.mk ќе седнат и ќе ги пишуват и ќе ги достават и до судските органи, и до меѓународната јавност, и како адвокат, ве молам, кажете ми го вашето мислење, имаме Прво сега да веруваме дека воредни. ќе остават на судството да ја реши судбината на предметот. Ајде што мислиш ти? Не, мислам ќе се умеша политиката. Ако Тука ме предухитрите, професоре. Да. Ако Да. така мислиме джабе. Ама човек Иако е тоа можно. кој 20 години бил во судството со адвокатурата, јас сакам да верувам во судството. И затоа него го прашувам Вака. као практичар. Вака, ја морам Ајде те да молам. морам да верувам дека Да. еден ден правдата колку да е спора ќе дојде. Така. И сум имал такви случаи. Па ќе убрати луѓето у затвор за еден ден. Свесни сте за Тоа е најжално, професор. Свесни сте за предметот Ореше, траеше 10 години, луѓето добија ослободителна пресуда и уште неколку такви предмети, но не е тоа проблем. Проблем е што нема никој да понесе одговорност за вакво однесување
И ако обвинителството не понесе одговорност, ако е себо ова точно што го тврдите, Еве ги документи, ќе ви ги дадам и тие. Джабе зборуваме за правна држава и за се понатаму. Професорот Преска кажа, Еве, зборувал професор за разлечена правда. Преска Сега ја потврди. кажа некои работи каде што обвинителството, односно советите на кој начин функционираат и наместо да станат брана за самостојност и независноста на судството и заштита на судиите, тие стана средство за притисок, но и законските решенија во кои учествуваа луѓе го овозможија тоа. Јас ќе ви кажам и зошто. Ако ви имате Бадинтерово двојно мнозинство во судскиот совет и привилегирани националности, вие секој пат имате и отварате врата за преговори по национална основа кој е чив судија и како да дојде до тоа. Имате и председателот, предлог на собрание на председателот за членови на судски совет повторно влијание на политички структури и на луѓе кои што се партиски. Па затоа дојдовме трета работа до ситуација каде што е решението дека председател не може да биде судија него од истакнати правници, и истакнати правници го толкува секој кој што сака и никој пат судскиот буџет од 0,8%, што е законска обврска од БДП, не беше издвоен и се прави притисок на судството и преку финансиите. Се сеќавате, имаше дури еден обид да се намалат платите на судиите, каде што судиите, Издруженијето на судиите прв пат реагира, така да сето тоа овозможува влез на политиката во судството, а немање на одговорност само им импонира и им погодува. Имавте ситуација каде што шефот на јавното обвинителство за организиран криминал им се закани на судиите на апелациониот суд. Ке ги истресе од... Ама одговорност немаше. Да. И не само што немаше одговорност, сите го Во забораваа. нормална држава се дава оставка. Не се дава оставка во нормална Смена. држава, се менјава. Да. Почитувани гледачи, мислам дека е време... Ако може само... Ајде со младите да завршиме. Повели? Значи, прашање и до професорот и до Ајде. адвокатот Давидович. Јас не сум правник, единствен човек кој што не е правник во студиово, верувам, покрај луѓето кои што се зад Добре, камерата. немаше тепачка веќе. Да. Добре. Прашањето ми е следно. Значи имаме, според Оливер Спасовски, потврди постоење на оперативна акција Дифанга. Оперативна акција на УБК, зад која што прочем се крие осмислувањето на настаните од 27 април. Сега мене прашањето ми е, дали државата може да организира тероризам против самата себе? Тоа е едно мало подпрашање, а само ќе дадам уште неколку забелешки. Ахмети тој ден не е во собранието. Самиот Спасовски во одговор на пратенички прашања во собранието вели, сакам да кажам пред македонската јавност дека не случајно ние како пратеници и како мнозинство останавме на своите места и действувале така како што действувале. Значи они знаеле што може да се случува. Се случува изборот на председател на собрание токму во време кога имаме толпа народ пред собранието. И сега И вон работно време на собранието. Да, и по која сега основа ние ги судиме овие луѓе без разлика дали станува збор за Александар Василевски или за Јане Ченто или за Митко Чавков. Професоре, ако може вие прво, па потоа адвокат. Па еве, одмah да ти кажам, правото и главно прашање веројатно ти беше дали е можно државата да организира тероризам против самата себе? Можно е. Затоа се што покажа. Затоа што цело дека немате вие професионални служби за безбедност, тие уствари се само квази служби за безбедност. И не се знаат во чии интереси и за кого работат. Со оглед на тоа што овдека е сплет не само на внатрешни партиски интереси и овие македонско-албански, туку има еден куп други интереси и се појавија и од други служби луѓе тука. И која сега од сите тие шпекулации не би можел да се нафанам, меѓутоа да објаснувам, ниту знам јас, ниту е време, веројатно, дали уопште ќе дознаеме. Идејата е што ние уствари немаме ни правен систем што во догледно време ќе ги реши еве овие афери. До кога ќе скачат нови афери, нови вистини,
за настани кои што се веќе пресудени. Ние би требало во нормална држава еден настан преку судската завршница да добие една катарза, едно заснување, луѓето да почувствуваат дека дошла правда. Нормално сите нема да се, секогаш ќе има и некои незадоволни. Меѓутоа вие не можете да сте задоволни со систем во кој што секоја пресуда некој ќе ја начека како и со право и со аргументи како пристрасна, како неправда. Заведе ги само албанците. Вие немате што се вика ни еден случај кај што ќе осудите албанец, они да го прифатат. Ја не викам дека и они не знам Само нема криминал. Не, едноставно проблемот е меѓу другото што нема доверба, разбирате? Довербата во системот е клучна за воопшто да имате систем на правда кој што би имал смисла преку постапка, преку ферсулење, да се дојде до вистина, да се објасни. Ние во овие што дознаме вие? Главниот проблем на кој што беа и превратот претходни шарени револуции сите беше правда, нема мир, да знаеме правдата за прислушкувањето. На крај останаа пак со тези, со можда различни ни судењето за прислушкувањето е дознавме ние правдата, баш кој како и зашто прислушкувал. А тие што седнаа во фотели сега прават неправда. Тие што седнаа во фотели. Секогаш тие што седнаа во фотели прават неправда. Давидовиќ, прашањето беше и за тебе од младиот Милош. Повели? Јас одговорив уште преска и се согласувам со професорот. Значи, кога немаме систем и кога имате заробена правна држава и право и судство во кое длабоко навлезе на политиката, апсолутно немате ситуација во која ќе ги расчистите работите на што вика професорот и ќе бидеме сигурни дека е утврдена вистината за да можеме да продолжиме понатаму. Значи, многу од одговорите од многу работи од минатото не добивме и тешко и да добиеме. Ќе дојде судење и уште понезадоволни. Добро, на вистина за крај уште едно прашање од Александар. Му даваме предност бидејќи човекот и он е осуден ни крив ни должен као новинар. За тоа беше прашањето, сега да ви искористам ситуацијава да добиам бесплатен правен совет од адвокати. Не знам. Реномиран адвокат и од професор. Инаку професорот Каладжиев ми предал и на мене, па сега Опа, се искористам ситуација. Јас сум осуден за оддавање на службена тајна. Односно дека сум ја направил достапна на јавноста службена тајна која што би исказ во даден од сведок во обвинителство. Прашањето ми е, јас сум ја направил достапна на јавноста таа службена тајна или тој што мене ми ја дал, а јас сум представник на јавноста? Ајде теоријата па праксата. И двајцата, по мене. Мислам дека не те ослободува тоа ако начинот на кој што си дошол и ако има ланец на прекршители, секој си го носи својата одговорност. Не е само ке првиот. Но ако е во јавен интерес, битно е дали си бил свесен дека се работи за тајна и дека ќе обелодениш. воопшто не пишува никаде не е класифицирано. Тоа е проблемот со Не може да е тајна да не е класифицирано, тоа што е тајна. Така си ја они. Да, тачно е. Во смисла на член 215, мислам дека беше. Слично, ако се сеќавате, беше и со Томче Кежаровски, каде што објави записник кој што не е таен, никаде не стоеше дека е таен, не беше заштитен сведок, него беше загрозен и немаше ни таков статус со решение месеци покасно доби, го објави записникот кој го добил од некого и испадна дека го раскринка лажниот заштитен сведок, он доби затворска казна, на крај се докажа дека е заштитниот сведок и сам призна дека е наместен и лажен и од кого и на кој начин му било сугерирано да кажува. И така да има уште забуна кај нас во правниот систем околу класифицираните материјали и има уште елементи, имаш право ти и е можно тоа да има одговорност. Например, има во ЗКП има можност судијата тие да ги предупреди тие, например, што ќе останат на главното судење што е истучена јавноста или во друг дел од постапката која е по природа тајна, а ќе присуствуваат дека се должни тоа што го дознале таму да го чуваат како тајна. Иако не се работи, он не го класифицира со тоа, меѓутоа декларира обврска со оглед на интересот на постапката дека не може да се оддаваат тие податоци. Да, ма професор, знаете ли што мислам? И тоа кршење... На Александар му е зборот до кога новинари ќе осудуваме
за кривични дела кои си ја вршат работава. Ја мислам повеќе му е тоа. Не, Повеќе му е да тоа. се бранам постапка пред Добро. Почитувани гледачи, мислам дека вечерва и со професорот и со адвокатот се договоривме, се согласивме дека сме против селективната правда, што ни се случува во конкретни случаи по овој, дека недвосмислено се согласуваме дека се драконски казни за едни такви луѓе кои ја извршувале својата задача. Тука мислам на вработени собрание на полиција и слично. Мислам дека се договоривме дека не ни е потребна селективна амнестија, бидејќи не поделува и прави уште поголема неправда. И мислам дека недвосмислено сите сме за повторно судење. Не е битно дали тоа ќе е амнестија, дали тоа ќе е помилување, дали тоа ќе е повторување на постапката. Јас како човек кој 41 година спроведува право, верувам и во ванредните правни лекови. Зошто да не веруваме во нив на крајот на краиштата тука и Страсбург, и еве на еден начин мислам дека успеавме барем малку да помогнеме на јавноста да ја разјасниме некои нови моменти, непознати до сега, и еве да се заложиме за нашите луѓе што поскоро да излезат, поточно да добијат повторна шанса за поправично судење во кое сите веруваме, и почитуваниот професор, и почитуваниот адвокат, а и ние овде во редакцијата. Пред да се поздравиме, Александар да каже што следува во ова недела и во следната недела, и потоа да се заблагодариме на гостите за учеството и за плодната расправа. Александар, повели, кажувај. Па нема да откриваме многу што ќе се случува. Така, добро. Интересни работи, тоа можеме да го кажеме. Па добро. Професоре, искрено ви благодарам. Прв пат соработуваме вака јавно и отворено. Мислам дека ова е почеток на една плодна соработка, а па поготово имаме и нешто друго заедничко. Еве, ние практикуваме да поклонуваме книги. Овој пат намерно ги изоставив другите книги, што ги имаме на поклон. Во друга прилика ќе ги дадеме, кога чув дека сте љубител на рок-н-рол музика, на джез и блуз. Еве ќе ви поклона една книга, музички икони. Постатам обавезно. Ќе напишеме и тоа, и за мојот добар и драг пријател, кој исто така знаме љубител на добрата музика, тоа е музички икони, рок-н-рол, блуз и джез, напишена од мојата маленкост Сотир Костав. Навистина ви благодарам за учеството. Адвокате, нема да ни замериш, малку те притискавме, но мислам храбро се држеше и во интерес на јавноста и на осудените даде онолку информации колку што можеше да ги дадеш, а да не ги загружи своите двојца штетеници. Јас ти благодарам и на стручниот допринос во оваа наша отворена јавна расправа, а за тебе сум сигурен дека ќе продолжиме во соработката. Ако треба и ќе се маваме во студија, ја и ти и така почнавме да соработуваме, ама се цениме како личност и како тоа работата што ја работиме. Апсолутно благодарам на поканата и се чувствував многу пријатно. Ова ми е посебно Измаква драго, нека му мисли дискусија. за ова Александар. Ние сме атипична емисија, бидејќи кажуваме, правиме разлика. Ние не сме можеби најдобрите, но ние се разликуваме од другите. Еве видовте, имаме двојца терористи од подзаграб напаѓаат, ама и професорот и адвокатот машки издржаа, да бидам искрен и јас. Се гледаме другата недела, се гледаме во вторник, пак во интерес на правдата, на вистината, и морам да кажам за нашите луѓе за слободата. Ќе разговараме, ќе дебатираме и ќе доаѓаме до нови сознанија. Довидување.